Здраво, водоли, добре дојдовте овде, каде ќе ги толкуваме пораките кои се за вас и месец јуни. Овде сите вие кои сте водоли, кои имате водолија во својот живот, кои сакате да чуете што носи месец јуни, овде заедно ќе ги толкуваме, меѓутоа, како и секогаш, морам да напоменам дека ова се генерални пораки, ова се што ќе се каже овде ќе се однесува за безброј аспекти од животот, безброј ситуации, безброј луѓе. Затоа не може се да се однесува на вас. Јас ви замолувам, тоа што ви нема смисла да го оставите, да не обрнувате внимание, тоа што е за вас ќе го почувствувате. И ајде да преминеме, да видиме што носи месецов. Дел од вас, вие нешто чекате. Вие чекате или некој да дојде, или некаде да тргнете некаде на некакво патување. Абстрактно може да биде метафора ова со патувањево, може физичко патување, може некакво поинакво патување во животот. Чекате да се случи. Дел од вас чекате да се истоварат бродовите, да донесат тоа што го очекувате. Значи нешто чекате. И јас имам чувство дека ова вие го чекате уште од минатата година, уште 2021, веќе цела година поминала како вие чекате нешто. И тоа е тоа што ве вознемирува. Не е баш толку да ве вознемирува, толку ве иритира деновиве. Ве иритира колку долго трае ова чекање и зашто мора толку да чекате. Сега веќе дошол, значи јуни месец е период кога вие се плашите дека нешто ќе испуштите. Дека заради ова чекање, заради овие одложувања, вие ќе испуштите некоја ситуација, некој момент, нешто било што во вашиот живот. Записи каква е ситуацијата, каква е состојбата, нели? Неодамна се случило нешто, некој нешто ви кажал и тоа вас ве вознемирило. Ви дало повод и причина за вие сега да се плашите дека ќе испуштите нешто, ќе изгубите нешто ќе изостане заради ова чекање. Може би овде се работи за некој во знакот на рак, шкорпија, риби или пак близнаци, девица. Од некој таков или нешто чекате или за него нешто во се работи. Може па вие сте подзнак во некој од овие знаци, па затоа ова и се однесува само на вас. Како и да е, може некој овде се плаши дека може нешто чекате, може е ова ако е во врските, ако е, тогаш може би партнерот и вие физички не сте, географски сте на различна положба, различно тло и вие се плашите дека сега додека дојде моментот да се видите, да бидете заедно, вие се плашите дека нејзините чувства ќе почнат да избледуваат, тоа ве плаши. Ова се само ваши стравови, ова не значи дека се случува тоа воопшто. Јас сега ви кажам што вие мислите, зошто вие се грижите. Тоа не мора да значи. И дури некои од вас се плашите дали воопшто ќе се случи да се сретнете, да бидете заедно, дали повторно или воопшто да се сретнете, ако не сте биле до сега. Ова се само ваши мисли и ваши стравови. И она што веќе во јуни месец ќе почне да се јавува кај вас како мисла е
што да направите, затоа што ова чекањево ве иритира, кажав, мора нешто да се презема. И не само што мора, туку и картите ве советуваат дека вие сега мора да смислите стратегија, план, идеја, мора да смислите некаков план како да ја одржите врската која врска, како да, ако е ситуација, како да ја додржите ситуацијата на еден баланс, да не се случи ни пад, ни назадување, значи да се одржи ова нешто, да се одржи, тоа е целта вие, како да го смислите сега да се одржи, додека се финализира. Не ви ја знам состојбата, затоа јас вака преку метафора ги кажам работиве. И сега, значи советот за вас е како да смислите. Ќе мора нешто да смислите. Дури и да не сакате вие да смислите, повикот доаѓа. Доаѓа некаков повик да вие веќе да нешто веќе мора да направите. Можеби вие, можеби од другата страна, можеби од ситуацијата, доста беше ваква неактивност, доста беше ваква пасивност, сега веќе е време за акција. И од повеќе страни, чудна е ова енергија, од повеќе страни ќе се случува, дали идеи, дали можности, дали ситуации, дали луѓе повеќе ќе бидат вмешани во ова нешто, каде што можеби само добивате помош, совет, насока, идеи од другите луѓе што да направите, како да си помогнете, како да му помогнете на другите, на себе си, за што и да се работи во вашиот живот. Ќе биде потребна многу сила, многу храброст и многу голема стратегија. Не знам во што сте влезени, но овде е потребно сега да покажете голема сила. Значи, да го на некој начин да го скротите, можеби во вас нешто се јавува, некоја нетрпеливост, некоја во вас се јавува, секако дека се јавува во вас некакви идеи, меѓутоа изгледа веројатно ќе се јават и неубави идеи. И тоа е значи проблемот овде. Како вие да најдете креативно решение за нешто, а не привремено, површно и непродуктивно решение, затоа што вие може да заминете и во таа насока и во тој правец, што нема да биде добро ни за вас, ни за ситуацијата, ни па во иднина нешто ќе донесе. Значи целта е да се најде креативно решение, како да си помогнете. Што да направиме? Треба во овој случај да се ослободите од товарот. Вие сега, сите вие што барате решение за нешто. Значи прво, ослободете се од товарот. Значи тргнете настрана се што мислите вас ви се товар, ве оптеретуваат и ве носат во некакви нејасни, некакви чудни идеи добивате. Затоа оставете се што мислите, се што знаете. Растретете се од се што ве мачи и погледнете во се она што ве плаши. Погледнете таму каде што никогаш не сакате да погледнете, затоа што тука работите ве плашат. Но тука се крие и одговорот. Но тука се крие и тајната. Вие сега треба да го направите токму она кој ве плаши. Јас мислам дека тоа е пораката овде за вас. Затоа што и секогаш е така, за да се реши некаква ситуација, ние треба да бидеме храбри и да го направиме оно од што се плашиме, затоа што ако не го направиме тоа, секогаш ќе бидеме во состојба на
пасивност, неодлучност, а тоа ќе ги одложува работите и постои опасност дури и да ги испуштиме моментите и да остане се така нерешено. Сега еден друг дел од вас, вие ќе добиете порака. Ќе добиете некаква порака, писмо, не знам дали уште се праќаат писма, но еве, може некој писмо ќе добиете. Може па ова што треба да го добиете во писмена форма. Нешто доаѓа, нешто ќе добиете. И кај вас пак проблемот е што вие не можете сега да одговорите на ова. Не знам зошто и која причината, но вие сте спречени да одговорите, вие сте во некаква изолација, вие може би сте далеку, вие може би сте... Нешто ве спречува за вие да одговорите. Вие не можете да се... Навистина не знам зошто. Може би нема да можете да одговорите заради вашето размислување. Може би овој пат ќе ве спречат предрасудите. Вашите предрасуди, вашата тврдоглавост, нешто такво ќе ве спречи. А може би само едноставно не можете да одговорите. Меѓутоа повикот доаѓа и вие сакали или не мора да одлучите. Мора да одговорите. Еве, може да видите овде. Оваа карта во таротот се вика судниот ден. Значи, дошол судниот ден. Сите овие излегуваат од гробовите и тргнале кон светлината, меѓутоа ова гледате, јас не знам колку може сега да се види, но ова се ноти, ова е музика, ова е светлост. И тие се сега повикани, знаеме што значи судниот ден, нели? Значи сега сте повикани вие да одговорите. Да одговорите за нешто. Дали за постапка, дали за она од која се плашавте, го потискавте, го погребавте длабоко во себе. Сега се појавува и вие мора да одговорите. Дојден е денот. Што е работава? Што е проблемот? Проблемот е што вие ќе сакате да искористите некакви ѓаволски методи. Јас жалам што морам да го употребам овој збор. Внимавам многу на зборовите. Знам колку се понекогаш некои големи, но ако не ги искористам па тие што ги гледам, како би ви ја принесла пораката, нели, ако заобиколувам. Тоа нити јас го сакам, верувам нити пак ви. И сега ќе сакате да искористите некои ѓаволски методи. И не само што ќе сакате, јас гледам дека дел од вас и ќе работите на ова. Ќе смислувате некакви ѓаволски трикови. Да дојдете во ситуација за да може да одговорите, да дојдете во ситуација за да може да се оправдате за постапката ти што сте повикани да одговорите за своето однесување, да смислувате некои ѓаволски методи, да може да го оправдате она на кое сте повикани. Сега, ова ќе се случува исходот сега, не го знаеме, ќе го дознаеме понатаму, ова ние зборуваме сега само за месец јуни. И јас мислам дека вие многу треба да внимавате. Вакви методи треба да преземате само доколку сте цврсто убедени дека никому нема да наштетите, нити себе си, најмалку се разбира, ни на другите, и нема да се впуштите во уште поголема неволја од таа во која сте биле, нити пак ќе си навлечете други главоболки. Значи, правете го тоа што мислите дека можете, смеете и сте способни да го направите. Тоа е пораката за вас. Вие смеете само тоа да го правите овој пат. А најдоброто ви кажав кое? Креативно решение. Креативното решение ќе го најдете длабоко во вашите длабоко потиснати мисли, желби, стравови. Може значи и да не се стравови, може да се желби. Значи
погледнете таму длабоко во вас, ќе го најдете одговорот. И не само што ќе го најдете, тој ќе биде и решението за вие да влезете конечно во една друга нова врата која се отвара пред вас. Сега може не ја гледате, но ќе ја видите ако погледнете длабоко во вас. Низ таа врата кога ќе поминете, работите ќе бидат сосема поинакви. Правиме, вие си замислувате желба, јас одговарам кратко да или не, може прашање, значи мора да биде се да или не. И ајде да видиме што треба да чујат водолиите. Опа. Ајде. Како да го толкуваме? Јас би го толкувала ова како не, затоа што ова е победа, меѓутоа победа во која повеќе ќе изгубиме отколку што добиваме. И сега, тоа нека ве води, вие си знаете. Значи, драги мои, тоа беше тоа. Се надевам уживавте и до следното видео. Чао, чао!